да ја поздравам министерката Мила Царовска, представниците на Европската унија, представниците на проектната канцеларија. Знаете дека владата на Република Македонија на 5 декември 2017 година ја разгледа и усвои информацијата за употреба на систем за известување и следење на имплементацијата на јавните политики за интеграција на ромите во Република Македонија со предлог на образец. Овој образец веќе втора година се доставува од страна на владата на Република Македонија до проектната канцеларија и целта е да се воспостави еден соодветен систем за следење на интеграцијата на роми во регионот, односно земјите од Западен Балкан и Турција. Овој извештај е усогласен со извештајот на Европската унија и истиот се применува во извештајот на Европската унија за напредокот на Македонија во евроинтеграцијските процеси. Од особено значење е присуството на невладиниот сектор на овој настан, бидејќи сметам дека со вашите конкретни забелешки што ќе ги дадете по однос на извештајот кој што се однесува за 2017 година, ќе дадете особен придонес во подобрувањето на работата на нашиот кабинет. Европската унија, знаете дека со особен интерес го следи напредокот на интеграцијските процеси на ромската заедница не само во Република Македонија, туку и во земјите од Западен Балкан и регионот. И од тука Република Македонија презеде обврска за усогласување на своето законодавство со европското законодавство. Од особено значење и работата, односно иницијативата која што дава пред проектната канцеларија за интеграција на Роми 2020. Истите со својата работа допринесуваат во корис на владите на земјите од регионот и на нашата влада за зголемување на демокрацијот капацитет околу што поефикасно и поефективно имплементирање на стратегијата, односно на акцијските планови од стратегијата. Мислам дека повторно ќе повторам со вашите забелешки и коментари што ќе ги дадете во однос на овој извештај, ќе допринесете како во однос на позитивната работа на нашиот кабинет. Уште еднаш благодарам за вашето присуство. Господин Ахмедовски, ви благодарам. Господја Царовска, повелете. Благодарам. Добар ден на сите. Почитуван министер, почитувани представници на меѓународната заедница, почитувани представници на Европската комисија во Република Македонија, почитувани представници на граѓанските организации и институциите во Република Македонија. Ова е навистина значаен настан, затоа што сметам дека треба да си се подсетиме што е она кое што сме го направиле, но многу повеќе да се подсетиме што се треба да превземеме и докаде сме со реализација на приоритетите кои што сме ги превземале во минатиот период. Важно е што тука се со нас присутни градоначалници, локалните самоуправи, кои што во суштина и може да го дадат најголемиот ефект во инклузија или интеграција на ромите во Република Македонија. Ние како влада сме трасирале пат кој што значи вистинско вклучување на ромите и изедначување на позициите помеѓу сите етнички заедници во Република Македонија и платформата која што владата ја води во суштина значи едно општество, токму тоа е интеграција на сите кои што и немаат еднаков пристап во нашата држава да го добијат истиот тој. Токму затоа и во буџетите постојано се зголемуваат финансиските средства со посебни буџетски линии кои што се однесуваат на имплементација на сите стратешки документи. Македонија едно време и предничеше во донесување на политики, донесување на документи кои што значат вклучување на ромите во нашето општество, но јас морам да, еве и како министер сега и претходно, дека реализацијата не оди со динамиката која што е потребна и не само тоа, туку и финансиските средства што доаѓаат од меѓународната заедница, сметам дека не се доволно координирани помеѓу себе за да може да дадат ефект на толку мала, да кажеме, група на граѓани. И тоа едноставно некако и мене лично ме фрустрира. Ние се трудиме да што повеќе од средствата насочиме кон конкретно подобрување на квалитетот на живење. И јас морам да кажам дека решавањето на проблемот за лица без документи е многу поедноставено тоа што се комплицира со години и тоа го гледам низ практичната реализација во моментов. И јас се надевам дека и службите и граѓанските организации, меѓународните донатори на вистина ова прашање ќе го видат како сериозно и како потребно за решавање, а не како поле за добивање на финансиски средства и едноставно движење на проблем, движење на проблем кој што реално требал одамна да биде решен. А тоа ќе го видиме сега со остварувањето на граѓанските права на тие кои што се во регистар. А ако не успееме да детектираме дополнителни во тој истиот регистар, тоа значи дека проблемот од 5000 се сведува на 400 луѓе и тоа не е проблем за една држава како Македонија која што дневно губи повеќе од 400 луѓе кои што ја напуштаат
границата. Така да навистина сметам дека сериозноста на ова прашање треба да се разгледува и ни сериозен пристап и ова се однесува и на институциите, и на граѓанските организации, и на меѓународните партнери кои што се во нашата држава присутни. Да не се расфрламе со парите што јонака ги немаме. Дополнително исто така ние како држава од 2009 до денеска проекти и цели поврзани со стратегијата имаме финансиски средства добиено и финансирано околу 5,7 милиони евра или на годишно ниво 630.000 евра. Статусот секако се подобрува, јас морам да кажам дека во образование е направен прогрес и тој се гледа за разлика од регионот каде што имаме доста роми со високо образование, но па имаме проблем со вработувањата, дали го реализираме, дали тие добиваат вработување на соодветните позиции. Јас не сум сигурна во истото. Дали здравствената заштита има поинаков пристап? Не. Дали имаме социјална заштита која што беше квалитетна? Не. Но токму затоа од мојот ресор па ќе кажам дека социјалната програма или реформа која што ја водиме токму ќе се однесува и на зголемување на пристап до финансиски средства од една страна, но и до услуги и голем дел од оние кои што ни се корисници во систем се роми, така да оваа ќе даде ефект и на намалување на апсолутната сиромаштија, посебно на оние кои што живеат со помалку од $2 дневно во нашата држава, се уште ги имаме како такви, иако Македонија не ги пресметува, но оваа реформа директно сметаме дека ќе го искорени тоа. Ние продолжуваме посветено, јас како министерка за труд и социјална политика навистина сметам дека низ еден инклузивен процес на реформа на социјална заштита, на здравствена заштита, на образование, дека ние тука треба да ги вклучиме најголем дел од активностите кои што значат и изедначување на шансите за ромите, со посебни програми кои што даваат дополнителна вредност или поттикнување, но не спорадични проекти кои што се влечат по 20 години на крај не даваат никаков ефект. Ова го кажувам и како некој кој што доаѓа од граѓански сектор, сега го кажувам и како министерка, со тоа што денеска повеќе ме фрустрира, затоа што ефектот треба да биде брз, за разлика од претходно кога нештото можеше да трае со години и да си викаме проблемот не се решава. Секој проблем што ќе се фати, кој ќе му се трасира патот, се решава, но треба сите заедно да сакаме да го решиме. Тоа е мојата порака за овој настан денеска. Благодарам, се надевам остануваме заедно на патеката за инклузија на ромите во Македонија. Благодарам. Ви благодариме.